Си видел ли некогаш книга како оваа? Во неа нема ниту еден збор, има само бои. Овие бои го раскажуваат најдобриот расказ на сите времиња. Се започнува со златната страница. На што те потсетува златото? Можеби на накид или на скриено богатство? Мене златото ме потсетува на небото. Во Библијата Божиот збор до луѓето пишува дека има едно прекрасно место наречено небо, во кое улиците се направени од злато. Поважно од златните улици е тоа што небото е Божиот совршен дом. А знаеш ли кој е Бог? Бог е Создателот. Бог Создателот го создаде целиот свет и се во него. Тој е совршен и ти можеш да му веруваш за се што тој кажува во Библијата. Во Библијата пишува зашто Бог толку го засака светот. Светот се однесува на тебе, на мене, на сите луѓе. Луѓето се Божиото врвно создание, бидејќи сме создадени за да имаме општење со Бог. Но иако сме создадени за да имаме општење со Бог, има една работа што не одвојува од него – гревот. Грев е се што мислиш, зборуваш или правиш што го прави Бог тажен или ги прекршува Божјите правила, како размислување за зли работи, себично однесување или лажење. Во Библијата пишува сите сгрешија, сите, вклучувајќи те и тебе, сгрешија. Во Библијата пишува дека казна за гревот е да се биде одвоен од Бог за секогаш. Гревот не ти дава да го имаш односот со него за кој те создал, ниту пак да бидеш на небото со Бог. Но Бог те сака толку многу, што направи нешто неверојатно за да те спаси тебе, мене и целото човештво од гревот. Бог го испрати Исус, Бог Синот. Исус го напушти својот дом на небото за да дојде на земјата како бебе. Тој порасна како и секое друго дете, но за разлика од сите нас, тој беше совршен. Тој никогаш не помисли, не кажа и не направи нешто погрешно. Кога Исус порасна, ги поучуваше луѓето за Бог. Тој правеше работи што можеше само Бог да ги направи, за да им покаже на луѓето дека тој е Бог. Иако беше совршен, Исус по своја волја дозволи да биде уапсен, тепан и закован на крст на кој искрвари и умре. Во Библијата пишува Христос умре за нашите гревови, според писмата. Божиот план беше Исус да умре на крстот за да ја земе на себе казната за твоите гревови, но Исус не остана мртов. Во следниот стих пишува дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна според писмата. Исус пак оживеа. Тој им се објави на мнозина за да им докаже дека е навистина жив. Исус е жив и денес и живее на небото, владеејќи како цар на светот. Токму заради тоа што го направи Исус, ти можеш да се спасиш од гревот. Во Библијата пишува, а на сите што го примија, на сите што веруваа во Неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји. Тоа значи дека ако веруваш во тоа кој е Исус и дека она што тој го направи на крстот е единствениот начин да се спасиш од гревот, нема да добиеш казна за гревот. Бог ветува дека ќе направи да бидеш Негово дете. Се уште ќе бидеш дел од твоето семејство на земјата, но ќе бидеш и дел од вечното Божјо семејство. Додека си на земјата, можеш да разговараш со Бог во секое време. Тој ветува дека секогаш ќе ти помага и кога еден ден ќе умреш, ти ќе живееш со Него на небото за секогаш. Ќе поверуваш ли денес во она што го направи Исус за тебе? Можеш да му кажеш на Бог дека жалиш за твоите гревови и ти веруваш дека Тој умре за да те ослободи од казната за нив. Чие дете ќе станеш кога ќе поверуваш во Исус? Ќе станеш Божјо дете. Се сеќаваш што пишуваше во стихот? Бог ветува дека ќе те направи Негово дете кога ќе поверуваш дека Исус, Бог Синот, умрел за твоите гревови. Бог има уште едно ветување за тебе откако ќе поверуваш во Исус. Тој ветува дека секогаш ќе биде со тебе. Бог вели, нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. Тој никогаш нема да те напушти, ниту пак ќе биде премногу зафатен за тебе. Ти ќе ги имаш Неговите сила и моќ да го правиш тоа што е исправно. Но што ако пак сгрешиш откако ќе станеш Божјо дете? Бог те сака толку многу што ти кажува што да правиш кога ќе сгрешиш. Во Јован 1:9 пишува: ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да не ги прости гревовите и да не очисти од секакви неправди. Да се исповедаш значи да му признаеш на Бог дека сгреши. Бог ветува дека ќе ти прости и ќе ти помогне да живееш на Негов начин. Стигнавме до последната боја.
Зелената не подсетува на она што го пишува во 2 Петар 3:18, да напредувате во благодата и во познанието на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Ако си Божјо дете, тој ќе ти даде способност и знаење да го запознаеш подобро и да живееш на Негов начин. Бог можеш да го запознаеш подобро ако одиш во црква во која се поучува од Библијата, ако сам ја читаш Библијата и ако разговараш со Него. Можеш да живееш на Божји начин ако го правиш тоа што го пишува во Библијата. Можеш и да им кажеш на другите што направил Исус за тебе и дека Тој може да ги спаси и нив. Ако веруваш во Исус, благодари му на Бог токму сега за тоа што ти го испрати Исус да те спаси од гревот и што те направи Негово дете за секогаш. Ете како овие бои го раскажуваат најдобриот вистинит расказ.